Благодарам на сите што сте денеска овде присутни. Почитувана професор доктор Елизавета Георгиевска, која сте денеска со нас, сопруга на председателот Пендаровски, почитувани лекари, почитувани медицински сестри, медицински персонал, почитуван министер за здравство Венко Филипче, почитувана директорка на гинеколошко-акушерската клиника, доцент доктор Викторија Јовановска, почитувана началничка на оделението за интензивна нега, примариус доктор Елизавета Петковска, почитувани представници на граѓанската организација Лулка, кои што сте со нас, ви благодарам за целата ваша вклученост. Денеска навистина сме по убав повод овде. Денеска е светскиот ден над предвремено родени бебиња и нема подобро место за одбележување на овој ден од гинеколошко-акушерската клиника на клиничкиот центар Мајка Тереза, како и во сите други гинеколошко-акушерски болници. Во светот, секоја година, предвремено се раѓаат околу 15 милиони бебиња, а дури 1 милион деца на глобално ниво за жал умираат секоја година поради компликации на предвремено раѓање. Многу преживеани се соочуваат со живот на инвалидитет, вклучувајќи пречки во учењето, како и со проблеми со видот и слухот. Тоа се сериозно загрижувачки статистики и затоа Обединетите нации им посветија еден посебен ден на предвремено родени бебиња, за постојано да се подсетуваме на нашата обврска да ја промениме оваа статистика. Да им обезбедиме услови на малите борци, да ги добијат неопходните услови во оделенијата за интензивна нега со соодветна топлина, поддршка за прихрана и основна грижа за инфекции и тешкоти во дишењето. Во развиените земји речиси сите овие бебиња преживуваат. Нашата намера е Северна Македонија да биде една од тие земји. Имаме причина да веруваме дека сме на добар пат да го постигнеме тоа. Од 2016 година, како што беше кажано, процентот на починати предвремено родени бебиња изнесуваше 25%, во 2017 година стапката се намали на 21%, во 2018 падот на процентот на смртноста кај предвремено родени бебиња изнесуваше 16%, а оваа година статистиката вели дека процентот на починати предвремено родени бебиња изнесува 12%. Овие трендови се резултат на алармот што ги иницираше директорката доцент доктор Викторија Јовановска во 2017 година, кога владата беше информирана за состојбата со клиниката, за загубите заради невложувањето во опрема и во проширувањето на стручните тимови на оделението за интензивна нега на гинеколошко-акушерската клиника, што предизвика намалена можност за преживување на предвремени родени дечиња. Уште истата година владата веднаш обезбеди набавка на 15 инкубатори за бебиња, кои до тогаш беа сместувани дури и по 2 бебиња во еден инкубатор, што беше една од причините за дополнителни компликации за здравствена состојба, за здравствената состојба на предвремено родените бебиња. Беа купени и монитори со аспиратори за оделението на интензивна нега. Во рок една година за клиниката за гинекологија и акушерство беа одобрени вработувања на 30 медицински сестри и акушерки, 6 педиатри на државна специализација и 2 педиатри специјалисти, 4 анестезиолози на државна специализација и 2 анестезиолози специјалисти како еден патолог. Го потврдивме нашето врвно залагање дека здравјето на нашите граѓани и на нашите деца е врвен приоритет и дека за да го постигнеме тоа, мора да создадеме и најдобри услови за подобрување на работната средина и за лекарите и за медицинскиот персонал. Сето тоа придонесе да објавиме дека од 2016 до оваа тековна година процентот на починати предвремено родени бебиња е намален за повеќе од 50%. Овој тренд е во согласност со целите за намалување на смртноста кај предвремено родените бебиња, утврдени во милениумските цели за развој на Обединетите нации. Во нив е запишано дека за земјите со тековно ниво на смртност кај новороденчињата, поголеми или еднакви на 5 на 1000 живородени деца, целта е да се намали смртноста заради предвремено раѓање за 50% помеѓу 2010 и 2025 година. Втората запишана цел вели дека за земјите со тековно ниво на смртност кај новороденчињата, помало од 5 на 1000 живородени деца, целта е да се отстранат преостанатите смртни случаи на предвремено родени со фокус на правилна и квалитетна грижа
за да се минимизираат долгорочните ризици за здравјето на предвремено родените деца. Истовремено, постојано треба да истакнуваме превенцијата како еден од клучните фактори за спречување на појавите за предвремено родени бебиња и дека намалувањето или целосната елиминација на смртни случаи и компликации од предвремено раѓање започнува со грижата за здрава бременост. Со тој апел и со потврдување на нашите заложби дека ќе продолжиме да создаваме услови за континуитет за намалување на смртноста на предвремено родените, го даваме нашиот придонес за одбележување на светскиот ден на предвремено родените бебиња. Благодарам.